Ефесијаните 4 глава, 1 до 16 стих. Многу богат текст, нема шанси се да покриеме. Ќе имаме еден преглед само и ќе видиме каква примена овој текст има денес за нас. Браќа, јас затворен во Господ, ве молам да се однесувате достојно според звањето за кое сте повикани, со сета понизност и кротост, со долготрпеливост, поднесувајќи се еден со друг со љубов, трудејќи се да го запазите единството на духот преку врските на мирот. Едно тело сте и еден дух, како што сте и повикани кон една надеж на вашето звање. Еден Господ, една вера и едно крштение. Еден е Бог и Отец на сите, кој е над се и преку сите и во сите нас. А на секако од нас благодата му е дадена според мерката на дарот Христов. Затоа е речено: издигајќи се на височина плен им даде дарови на луѓето. А што означува издигајќи се, ако не тоа дека тој слезе пред тоа во најдолните места на земјата? Слегнатиот е истиот кој се издигна повисоко од сите небеса, за да се исполни се, и тој постави едни за апостоли, други за пророци, трети за благовестители, четврти за пастири и учители, за усовршување на светиите во делото на служењето, за изградување на Христовото тело, додека сите не го достигнеме единството на верата и познанието на Синот Божи, до состојба на совршен човек, до мера на возраста на Христовата полнота, да не бидеме веќе мали деца, што ги лула и занесува секој ветар на лажните учења преку човечките заблуди, во лукавство на измама кон заблуда, туку со љубов, држејќи се за вистината во секој поглед, да растеме во оној кој е глава, Христос. Со него целото тело е составено, исклопено и сврзано преку сите дарувани врски, при дејството на секој дел, поради силите негови нараснува за да се изградува во љубов. Амин. Амин. Повелете седнете. Малце подолг текст. Јас инако сакам кога се чита Божјиот збор јавно. Еден од моите професори по Нов Завет, својот докторат го работеше токму на посланието до Ефесијаните. И уште памтам колку многу ја нагласи таа промена на делот на Ефесијаните од 1 до 3 глава и од 4 до 6 глава. Ако читате посланието, имате чувство како на почетокот Павле е многу мил и онака ги милува Ефесијаните, ги охрабрува оно, и веќе 4 глава некако као да ги фаќа. Не знам дали сте виделе кога некој од овие киропрактичар или кога ќе ве фати и ве крши на сите можни страни за да ве ослободи малку. Прилика такво чувство дека апостол Павле така им прави на Ефесијаните во овој дел. До сега апостол Павле ја храбри црквата дека по Божја благодат ние сме одбрани уште пред создавањето на светот за добрите дела кои Бог ги намислил да ги врши преку нас. Добрите дела кои се само плод на спасението, тоа е многу важно, кое е исклучиво по благодат Божја. Апостол Павле ни појасна дека добрите дела во кои ние сме повикани во никој случај не ни се дадени како задача преку која ние ќе заработиме нешто кај Господ во контекст на спасението. Апостол Павле не ослободува дека спасението е завршена работа. Христос заврши се, исполни се. Јас и ти не можеме ништо да додадеме или одземеме на тоа спасение. Спасението е по милост и можеме само да го прифатиме. Добрите дела, за кои ние сме повикани, се видливиот доказ на тоа спасение кое е во нас. Ако делото на спасението се случило во тебе, тогаш природно од тебе таа благодат Божја ќе почне да тече на сите страни. Посебно преку добрите дела. Кога знаеш што се Бог направил за тебе, кога знаеш што се Бог направил за тебе, колку тој ти простил, колку тој пострадал за тебе, нема ли да бидеш спремен ти да возвратиш на таа љубов? Тоа е многу важно прашање. Тоа всушност е добрите дела. Има едно сега друго прашање, доколку не служиш и не вршиш добри дела, доколку те мрзи тоа да го правиш, доколку сето тоа ти е терет да возвратиш на таа љубов, наместо да ја гледаш кривицата во било што друго или во било кој друг, погледни внатре во себе. Што е проблемот? Зошто јас немам
на таква желба или таква жар да служам. Што е проблемот? Павле со доксологијата во 3 глава, тоа што го слушавте последната проповед, го завршува теоретскиот дел. Има еден теоретски дел каде апостол Павле предава теологија на ефесијаните. И од 4 глава натаму тргнува со императив. Ако студирате малце старогрчки, видите дека тука од 4 глава навака до крај се е императив. А императив е наредба. Императив е повик за акција. Апостол Павле почнува да користи јазик кој би го зборувале во војска. Замислете се како стоите во строј, тие што сте биле во војска може ќе ви текне, како било тоа кога ќе ве нарад, во строј стоите исправено, така? И внимателно слушате што генералот или командантот или десетарот кој да е, има да ви каже за акцијата во која ќе одите. Ако не слушате внимателно, може како мува без глава да трчате наоколу и да ве утепаат. Многу е важно да ги слушате тие инструкции, тие заповеди кои ги дава генералот. Доколку успеете да замислите така како да стоите во строј како војска и како го слушате наредникот како ве припрема за акција, ве охрабрува и потсетува на важните работи, ве потсетува на тренингот кој сте го имале, ве потсетува на целта зошто сте војници Христови и така натаму и причината зошто сте биле во тој тренинг. Слушнете само како звучи со еден таков мајндсет, со една таква поставеност, како звучи овој дел кој сега ќе го прочитам пак. Браќа, јас затвореник во Господа, ве молам, однесувајте се достојно според звањето за кое сте повикани, со сета понизност и кротост, со долго трпеливост, поднесувајќи се еден со друг со љубов, трудејќи се да го запазите единството во духот преку врските на мирот. Ако ние сме војска и така сме построени да го слушнеме тоа како наредба за нас, затоа што тоа не е опција. Апостол Павле не го става тоа како опција, ако сакаш или не идеш. Тоа е наредба која тој ни дава. Тоаш како ќе го слушнеме тоа ние? Каков ефект ќе има тоа во нашиот живот? Што значи достојни според звањето? Тоа е многу интересен дел во овој текст. Да бидеме достојни според звањето. Што е звање? Кој некој има звање. Апостол Павле тука сака да каже доста е теологија, од сега пракса. Доста веќе теологија. Доста ве тинтрав, доста ве убедував и во храбрував, кои вие сте заради делото Христово, доста теологизирање и филозофирање. Време е за акција. Како христијани ние имаме повик, ние имаме звање, како што види апостол Павле. Мери, например, доста од жените не се тука, се на конференција и многу се радуваме за тоа. Мери е учителка. Што значи достојно е да ја носи Мери таа титула? Што мислите ви? Ако ја прашате, она е многу горда на тоа што е учителка. Мене од телефонот ми е запишана Мери учителка. Тоа е тоа. И се знае, она така се поставува и према деца, и према возраст, према сите. Она е учителка. Тоа е нејзин идентитет. Фани е музичар. Ели е дизајнер. Сите ние сме на различни работни места, да не ме набројувам, сите не сте исклучени намерно, да знаете. Само нема смисла сите да ме набројам тука отпред. Но на какво и работно место да бидеш? Некој ти поверил одговорност, достоинствено да го работиш тоа што го работиш. Без разлика на тоа што е тоа што го работиш. Без разлика, дали тоа некој занат, некоја професија или е обична работа на некое работно место. Некој ти поверил одговорност, достоинствено тоа да го работиш. Дали достојно го работиме тоа што ни е поверено? Дали сме достојни за звањето кој ни е дадено? Дали гордо, дали онака со исправена глава ќе кажеш, јас сум тоа, јас тоа го работам, јас уживам тоа да го работам. Јас се давам целосно во тоа што јас го работам. Дали на еден таков начин ќе изјавиме дека ние сме Христови следбеници? Да бидеме Христови следбеници, како што разбравме од Павле, јас и ти тоа не можеме да го заработиме и после да се фалиме со тоа. Не можеме. Спасени сме по благодат и милост Божја. Тоа е завршена работа, која можеме само да ја прифатиме.
Но сега со тој нов идентитет, ние сме повикани да бидеме достојни за тој нов повик кој Господ го има во нашиот живот. Тој повик од Господ нас всушност не активира за добрите дела, кои апостол Павле зборуваше за самиот почеток, дека тие добри дела Господ ги наумил за луѓето кои ќе се идентификуваат со неговото име уште пред светот да биде создаден. Господ има на ум, кога нас не создава, Господ не замислува дека ние треба на еден одреден начин да живееме и не создава такви. Со сите тие таленти и дарови, со тој повик, со таа увереност, Бог не повикува во еден начин на живот во кој ние треба да одговориме со љубов. Што значи повикот? Каков плод произнесува тоа звање? Што можеме да видиме тука од 1 до 3 стих? Вели вака: да бидеме достојни на тој повик, на тоа звање кое ние сме повикани од Господ. Тоа значи дека во нас треба да произведе одреден плод. А како изгледа тој плод? Тој е плод на понизност, кротост, долготрпеливост, трпение со љубов. И плод на тие добри дела гради едно посебно заедништво на земјата кој може да се препознае преку, и ова фраза многу ми се допаѓа, единство на духот преку врските на мирот. Апостол Павле е еден од тие ликови во историјата на човештвото кој со неколку збора може да каже една огромна тематика да пренесе. Со неколку збора. Единство на духот преку врските на мирот. Што се апостол Павле опфаќа во оваа фраза? На друго место тој плод во Галатјаните се нарекува плодот на духот. Се сеќавам некаде беше 2009 или 2010 година, кога се врати од една конференција од Бразил, Мирче Андреев, тој што беше претходно председател на Евангелска црква во Македонија, изборуваше за кои места се ги посетил во Бразил. За Бразил, ако знаете нешто, ќе знаете дека е земја голема, со прашума и е хаотично. Значи хаос има на сите можни страни и таква е таа земја. Но тој ни раскажуваше за некои места кои ги посетил, за каков ефект имало Евангелието на одредени места. Вели дека отише на место од земјата каде криминалот и убиствата биле со ужасен процент. Стилот не може слободно на улица да одиш. Од дрога до убиства, до што ли све не имало таму. Ужасно место за живење, каде животот ти во константна опасност, но во одреден момент, во тие делови, во тие некои запуштени делови на безнадежност, делови на некој вакуум од било каква вредност, доаѓа пораката на Евангелието. И толку се преобразува цело општество таму, што не само што нема веќе такви опасности, луѓето не само што живеат во некоја слога, има и просперитет. И вика во последните неколку години, полицијата веќе нема што да работи. Луѓето не ги заклучуваат домовите. Вика полицијата единствено се вика ако некој мачеш се заглави у некој кров, нешто тој стил. Нема што да работат веќе. Тоа е ефектот. Тоа е ефектот на радосната вест, на добрата вест. Единство на духот преку врските на мирот. Тие луѓе сватиле кој е плод на духот. Инвестираат во тој плод на духот со се што тие имаат. Понатаму, како што вели апостол Павле, единството на духот преку врските на мирот го отсликува Бог и отсликува неговата природа. Како и 10 заповеди Божји, ако ги читате во излез, ги читате и сигате, нели, ова нема друг Бог освен и така натаму, до 10-та, кој не посакува ништо туѓо. 10 заповеди, ако ги читате, и во контекстот на тоа што го пишува таму, како и во овој текст што го читам сега овде, многу повеќе зборува за тоа кој е Бог и каква е неговата природа, отколку јас што треба да правам. Јас што треба да правам е секундарно, не затоа што не е важно. Секундарно е затоа што јас не можам да го исполнам тоа што го пишува во 10 заповеди. Точка. Jednostavно не можам. Јас сум повикан да се трудам, ама јас не можам да го исполнам тоа. 10 заповеди примерно зборуваат за Божјата природа. Кој е тој? Кој е неговиот стандард? И нормално ние сме повикани
да го живееме тој стандард, знаејќи дека со 10-та заповед не посакува ништо туѓо, кога веќе навлегува во мислите на човекот, каде што имам најмалку контрола, сваќам дека не убивај, нема кој знае колку што да се фалам со таа заповед дека исполнувам. Ако со таа некоја ревизија на Исус Христос што ја направи, кога тој ми појасни што значи не убивај, не е само да убиеш физички човек, туку да му кажеш на некој глуп, тоа е доволно, значи и таа заповед не може да ја исполни. Толку. Не можем, значи тие заповеди, овој текст зборува многу повеќе за кој е Бог, отколку јас што треба да правам. Текстот зборува за резултатот кој произлегува од верата во Бог. Со други зборови, апостол Павле не повикува да бидеме Божјата рефлексија на земјата. Мораме да ја отсликуваме Божјата природа на земјата. За да ја отсликаме таа природа, првин треба да ја спознаеме и да ја разбереме. Затоа апостол Павле од 1 до 3 глава зборува многу за теологија. Кој е Бог? Што Бог направи? Кој сме ние во него? Кој е нашиот нов идентитет? Да го спознаеме Бог. Тој ни цитира многу од Стариот Завет, како била Божјата објава тогаш, кој е Бог сега, кој е Исус Христос, тајната Божја, вечната тајна Божја, која сега е откриена. И апостол Павле ни дава знаење, но вика кога ќе го спознаете Бог, сега треба да го отсликуваме, неговата благодат да ја отсликуваме преку нашите лица, да се однесуваме како него. Повикани сме да го градиме единството на духот преку врските на мирот, да бидеме достојни за звањето со кое сме повикани. Тоа е потешко од колку што звучи. Малку потешко е тоа. И доаѓаме до 7 стих кој е многу важен стих. Каде што вели на секого според, а на секого од нас благодата му е дадена според мерката на дарот Христов. Што значи тоа? Според мене ова е еден од централните стихови овде во овој текст. Секој од нас е повикан со својот повик и со својот дар кој го добил од Господ. Секој еден од нас има различен дар. Никој од нас не е повикан да го копирате Живко во се што прави. Ако видам дека уште некој од вас се облече како мене во недела саба или дојдете, тоа е веќе red flags. Тоа е веќе аларми на сите страни. Не сме повикани така да се копираме еден на друг. Воопшто не. Секој еден од нас има различна благодат од Господ според дарот кој на нас ни е даден. Има една парабола која Исус ја кажува за талантите, така? Еден доби 10 таланти, друг доби 5 таланти, друг доби 2 таланти. Во другата парабола беше како 5, 2 и 1 таланти. Со други зборови, на Исус не му е важно кој колку таланти добива. Тоа не е поента. Важната работа во параболата е што правиш со тоа што Исус тебе ти го доверил. И повторно, Толкин, Господарот на прстените, ако можам да го цитирам, кога Фродо е ужаснат од прстенот кој го носи, за да го уништи, ако сте го читали, ако тие што не знаете, само брзинка ќе го кажам, тоа ужаснат за неговата судбина која има сега. Вика, посакувам ништо од тоа да не се случи, посакувам прстенот никогаш да не дојдеше кај мене. И Гандалф, овој што е волшебникот, му вика, Фродо, ние не можеме да размислуваме за кој треба да биде жив, кој не треба да биде жив или што треба да се случи. Ние сме одговорни единствено за времето кое на нас ни е доверено. Тоа што го имаме, тоа што ни е дадено, што ќе направиме со тоа што на нас ни е дадено. За тоа сме одговорни. За ништо друго. Параболата за талантите. Понекогаш некој од нас добиле 5 таланти, има еден друг момент. Јас се ќе одам во една, како да кажем, една полемика за таа парабола на талантите. Понекогаш некој од нас добиле 5 таланти, ама користиме еден. И тоа е опција, верували или не. Некој од нас сме добиле 10 таланти, па и користиме сите, има и такви, фала на Господ за тоа. Некој од нас добиле 2 таланти, ама се понашаат како да добиле 100 таланти. Има па и такви, кои имаат 2 таланти, ама имаат некоја само перцепција дека они имаат 100 таланти. Тоа е тоа, они заслужуваат не знам што. Некој од нас добиле 2 таланти и скроз ги закопале во земја и ништо од тоа не користат. Многу е важно да бидеме искрени со себе. Многу е важно тоа.
Често пати го кажувам тоа дека најлесно да се излаже е човекот во огледалото. Стоиш пред огледало, го лажеш човекот во огледало и му веруваш. Тој те лаже и ти му веруваш. Многу е важно да го слушаме Духот што ми зборува не само внатре во мене, туку што ми зборува преку оние кои Господ ги повикал да те водат во твојот живот. Наместо да доаѓаш со многу заклучоци и предпоставки овде, пристапи на Бог, на зборот Божи и на водството, на духовното водство, на луѓето, на духовната заедница околу тебе, со малку повеќе прашања. У последно време гледам дека луѓето пристапуваат само со заклучоци, само со теории. Се помалку се поставуваат прашања. Нема многу прашања у последно време. Некако со нашите теории, со нашите заклучоци, цело време дека сме најпаметните, знаете што рефлектираме? Секој ви кажа. Не го рефлектираме Божјиот образ. И рефлектираме културата околу нас. Затоа што македонците све знаат. Не знам дали се знае или не се знае. Македонците се знаат. Нема нешто што не знаат, што не искусиле они. Све знаат. И ако сме паметњаковичи на еден таков начин, да знаете дека ја рефлектираме културата. Ово еден таков животен стил нема никаква понизност. Треба да пристапиме со малку повеќе прашања. Нека Господ ти разјасни кои се тие таланти кои тебе ти се доверени, кој е дарот кој ти е доверен да го користиш и да бидеш плодоносен за Божјото царство. Во никој случај немој тој талант да го закопаш во земја. Во никој случај. 8 до 10 стих апостол Павле цитира Псалм 68 Псалм 18 стих. И вели во овој псалм, посебно тој дел од псалмот е еден есхатолошки осврт на Божјиот ден, како сите планини се подигат против Божјата планина, на Божјата планина ќе ги преплави сите планини. Божјиот ден, кој ќе биде тој посебен ден за целото создание? Што мислите, каде и кога се исполнува тоа пророштво? Ќе ви го прочитам стихот од Библијата каде се исполнува тоа пророштво за тоа есхатолошко преплавување на Бог, кога тој станува се во се. Вели вака: и сите се исполнија со Дух Свети и почна да зборуваат на други јазици, онака како што им даваше Духот Свети да изговараат. Горната соба, Духов ден. Тоа е денот Божи. После Духов ден, нешто посебно се случува. Го добивме дарот на Духот, преку кој можеме да служиме. Не само да слушаме, туку да служиме. И кој е резултатот на Светиот Дух? И го имаме тој познат дел од Ефесијаните, каде што е познато, така се нарекува, 5-кратна служба. Во некои преводи, ако читате, е 4-кратна. И тука има малце дебата дали е 5-кратна или 4-кратна. Добро што Јоната не е тука, ќе ма каменува одма. Пошто многу ја сака таа 5-кратна служба. Како резултат на Светиот Дух, Бог почна да им дава дарови на луѓето преку кои дарови тие ја градат неговата црква. Има 5 служби кои тука се наброени, така? Апостоли, пророци, евангелисти или благовестители, тие што ја шират радосната вест, пастори и учители. Јас ќе нагласам зошто всушност постојат овие служби. Нема да навлегувам во карактерот на тие служби, туку ќе кажам зошто постојат тие служби. Црквата, зборев со неколку пастори, еднаш седам устарена вечер со неколку пастори, еден поп, и збориме за црквата. Зборувавме за Израел и како Израел, како народ, падна на тесто, падна во таа одговорност, целиот тој проект беше чудно онака, мислам, не падна, не беше неуспешен, успешен беше затоа што Христос го заврши. Ама како народ, све погазија, и завет, и закон, све отиде низ брдо. Изборуваме за црквата. Сикаме, а дали црквата ќе падне? Дали црквата ќе попушти? Дали црквата ќе пропадне? И сите знаете што кажа, пошто тоа е теолошка расправа, кажавме не. Зошто? Затоа што Исус ветува дека црквата, портите на пеколот нема да ја надвладе. Црквата е таа која ќе опстои до самиот крај и ќе продолжи до вечноста. Црквата сме ние. Црквата
продолжува во вечноста. Кога служиш во црква, кога служиш за црквата, на било кој начин, од најпрактичниот момент до најдуховниот момент, инвестираш и изградуваш за институцијата која никогаш нема да пропадне. Не зборам за таа некоја физичка институција, не зборам за оваа зграда, не зборам за регистрирана некоја институција некаде на некоја адреса. Зборувам за Христовата институција, затоа што тој ја поставил. Затоа апостол Павле не повикува да служиме со стравопочит со сите тие служби кои се наведени таму. И кој е поентава за петкратната служба? Зошто сме повикани? Ефесијаните 4:12 вели вака: за усовршување на светиите. А кои се светиите? Според апостол Павле светиите не се тие само што на одредени денови се спомнуваме за нив. Свети Димитрија беше сега, мислам, вчера или кога да беше, така? Не се тие светиите. Според апостол Павле, светиите сме сите ние кои седиме овде во овие редови. Значи, за усовршување на светиите во делото на служење за изградување на Христовото тело. Ова е комплицирана реченица. Овие служби служат за усовршување. Што значи усовршување? За растеж на светиите, да пораснеме во нешто. А во што растеме ние? Ние растеме во делото на служењето. Не на управувањето, не на газди тука да станеме, туку на служењето. Ние растеме во служење. Тоа е еден малку пообратен процес. Знаете, во старите баба ми викаше: учи да не работиш. Не знам дали текнува на тоа. Учи, сине, да не работиш тука. Што да правам, човече? Учам за што да правам, не ми е јасно. Е во духовна смисла на зборите, расти во духовно, за да можеш уште повеќе да служиш за изградување на Христовото тело. Петкратната служба која е наведена не служи за изградба на твојата самодоверба, иако цела филозофија моментално во светот е така насочена, да се сакаш себе си, да си веруваш на себе си, да имаш доверба во себе и така натаму. Петкратната служба и служењето и тој растеж не е за твојата самодоверба, да знаете само. Таа служи за изградба на Христовата црква. И кога тоа го правиш, има еден обратен момент. Со него повторно зборував, една од тие проповеди на нашиот драг пријател Майк Пирс ми текнал кога проповедаше, вика: во денешно време младите ќе застанат пред огледало и гледат 15 опции од себе и не знаат денес кој да излезат од купатилото, пошто има 15 верзии од себе. Имаш толку си засегнат, толку имаш проблем да се идентификуваш кој си ти, што правиш, како да те гледат луѓето. Самодовербата е на ниско ниво. И вика, можеби, ако ја послушаме Христовата заповед, можеби голем дел од решението се наоѓа таму. А која е Христовата заповед? Сакај го Бог со целото срце, душа и тело. Сакај го ближниот како самиот себе си. Ти си на трето место. Прво Бог. И мој призвика, можеби ако наместо да гледаме навнатре во себе и да се обидиме да ги решиме сите проблеми кои ги има, а многу се, можеби ако погледнеме према ближниот, голем дел од нашите проблеми ги бидат решени. Може. И доаѓаме до последниот стих, каде апостол Павле вели: телото се изградува и расте во љубов. Растењето е, самиот процес на растење е контрагравитација. Тоа не е лесно. Растењето само по себе е отпор. Отпор спротивно на гравитацијата. Но сето тоа се случува во љубов. Да се чекори во Христовата светост е возможно само со меко срце. Не можеме со тврди срца. И добро го обработивме текстот и јас се прашувам, а што ако апостол Павле беше сега и денес овде помеѓу нас, ни ја проповедаше таа проповед, ни го прочиташе овој текст и не видеше нас и не искусеше нас како црква. Верувам дека после читањето на овој текст ќе застанеше и ќе не предизвикаше нас со неколку прашања, пошто апостол Павле е таков. Он не те остава на мир.
Еден теолог вели, вика, да го имаш апостол Павле за пријател, веројатно било многу напорно. Напорен човек бил тој. Не те остана на мир. Вика, шабе луѓе сме, какво луѓе сме? Така ли се прави? Затоа ли те повикал Христос? Нема те остави, во никој случај. Ќе те предизвика до крај. Може би апостол Павле да беше тука денес, почнувајќи од мене, па и секој од вас ќе те прашаше. Ако не си тука за акција, зошто си тука? Ако не седиш тука сега, и ако не си тука за акција, зошто си тука? Зошто седиш во овие столчиња? Ако не го градиш единството, намерно, што правиш тука? Ако не растеш во спознанието Христово, ако не го читаш неговиот збор, па тоа што тој ти го оставил верно, зошто си тука? Во што растеш? Ако не растеш во неговото спознание? Ако не придонесуваш во усовршување на светиите за делото на служење, во што придонесуваш? Ке те праша апостол Павле, во што придонесуваш? Што е поважно од тоа? И апостол Павле нема те остави на мир. Што е поважно од тоа? Кажи ми. Каква порака шириш околу себе? Подури со тие што се во црква. Какви муабети правиш? Во какви теми се впушташ? Дали некој безобразни теми разговараш? Дали нешто оговараш? Што разговараш со луѓето околу тебе? Ако пасивно чекаш некој нешто да направи за тебе, а не даваш, не служиш, не градиш, зошто си тука? За твојата само доверба? Да се почувствуваш убаво? Има мисии на овој свет, кои само тоа има мисија, за тие се почувствуваш добро. Мислам дека ќе испроповедат подобра проповед за тебе, отколку јас, ако тоа ти е мисијата. Пошто јас сега можеме малце незгодни прашања ги ти поставам. Може нема ти е баш лагодно се на ово место кај што седиш. Јас верувам дека тоа би биле прашањата кои апостол Павле би ни поставил нам и прашања кои ние ќе треба да ги одговориме еден пред Бог, кој ни дава таланти, со кои треба да градиме за неговото царство. Во секоја парабола за судниот ден, посебно во таа за параболата за талантите, Бог ги прашува своите слуги: што направивте со тоа што јас ви го доверив? Буквално тоа ги прашува. Што направи со тоа што јас ти го доверив? И ќе те праша тебе сега. Што Господ ти доверил на тебе? Кои таланти Господ тебе да ги дава? На кој начин во нашата локална црква служиш? Ево тука да почнеме. Има да почнеме со мисијата во Африка, со мисијата во Кина, во Блискиот Исток. Иако тука има човек што го протерале од Саудиска Арабија, Уесли е со нас, и го поздравувам тука. Има толку многу контексти на служење, не мора ни да мрднеш од ово место. Имаш веќе контекст за служење. Имаш контекст во кој твојот талант можеш да го дадеш. Почнувајќи од дјаконија. Дали служиш во делот на црквата во кој го припремаш просторот за богослужење? Ако ова сега е неисчистено и катастрофа и мирисливо, нема да се чувствуваме многу пријатно. Дјаконија ја врши таа мисија, си служиме еден на друг. Дали допринесуваш со тоа да имаме пријатна атмосфера околу нас? Пријатната атмосфера во секој аспект од местото кое го средуваме. До самиот ти кој доаѓаш овде во недела. Треба да биде чисто и спремно за Божјата посета. Дали служиш верно во делот на домаќин, ти што сте домаќини, или ти што сакате да биете, или ти што размислувате да биете, пријавете се да биете домаќини. Недела сме се собрали. Дали ги причекуваме луѓето со радост? Замислете кај некој дома да отидете на гости. Да ме пречека вака. Па нема се чувствувам баш добре дојдено. Ако не ме пречека домаќинот со насмевка, тоаш како по јајца ќе газам. Не знам зашто сум тука. Може и кјутек на каркиза, појма нема. Ти што се домаќини, дали на вистина сте домаќини, дали го третирате ово место како дом Божи, да го средиме, да го стопиме, да ги пречекаме луѓето со насмевка, со радост. За тоа сме повикани. Дали служиш во тимот за славење? И тоа е дел од служењето. Има поголем, ако не можеш да пееш, можеби можеш да кликаш таму на компјутерот. Имаме голема потреба за таа служба. Дали служиш во детска црква? Детска црква е неверојатна мисија. Синоќа со Колумбо од баптистичка се зборев
Ми вели дека тој 15 години вклучен во Самаритан, тоа што се пакетчињата за деца што се. И вели, зошто се приклучив е затоа што кој ми кажа дека оваа мисија е за деца, вика мене ми дојдоа зборовите кои ги слушав на почетокот од мојата вера, а тоа од Пословици 22:6, каде вели упатувај го детето по Божиот пат, па кога ќе остари, нема да отстапи од него. Мисијата за децата е неверојатно важна. Неверојатно важна. Дали учествуваме во тоа? Дали служиш секогаш кога црквата има некакви настани? Без разлика дали тоа е Глорија, дали е Лего клуб, дали е некаква евангелизација, националната богослужба. Ништо од тоа што црквата треба да го прави како мисија не може да го прави ако нема луѓе кои ќе дојдат и ќе служат во тие работи. Не може да го правиме, ништо од тоа не може да правиме. Ако не се вклучиме и служиме со нашите дарови. Дали го даваш најдоброто од себе? Тоа е многу важно прашање. Дали со радост чекаш да почнеме со алфа курсот и да поканеш некој да ја слушне таа радосна вест за која ти тврдиш дека ја веруваш и дека ја живееш? Да ја споделиш? Дали си дел од молитвениот тим? Ако не можеш ништо од тоа да го правиш, можеш да се молиш. Многу важен аспект е тоа за црквата. Многу важен дел за црквата. Јас и ти, може да ќе ве изненадам, но јас и ти не сме центарот на универзумот. Има еден друг кој е центарот на универзумот, тоа е Христос Исус. Тој е центарот на се. Секој библиски стих го потврдува тоа. Тој е центарот на се. И заради него е се. Јас и ти не сме центарот на универзумот. Еден Господ, една вера, едно крштение, еден е Бог и Отец на сите, кој е над се и преку се и преку сите и во сите нас. Ќе завршам со една песна која слушам цело време и која ќе се ја пуштам од Дорис Акерс, се вика To be used of God. Да бидеш искористен, да бидеш во служба Божја, да бидеш искористен од Бог. И таа жена вели вака: да бидам искористен од Бог, да бидам искористен од Бог, да зборувам, да пеам и да славам, да бидам искористен од Бог, да му го покажам на некого патот Божи. Толку многу копнеам да го почувствувам допирот на неговиот оган. Да бидам искористен од Бог е мојата желба. Сакам да бидам искористен од Бог. И знам дека за тоа да се случи, треба да бидам сад кој ќе дозволи да биде искористен. Мојата најголема желба е да бидам корисен и наместо да бидам пасивен, попрво би бил вратар во домот Божи. Во една стара песна како дете слушав која велеше: ако не можеш да пееш како ангелите, ако не можеш да проповедаш како Павле, има едно нешто што можеш да го направиш. Можеш да кажеш за љубовта на Исус. Ти можеш да кажеш дека тој умре за сите. Да бидам искористен од Бог е мојата желба. Дали тоа е нашата најголема желба? Да Господ не искористи. Да Господ тебе, да Господ мене ме искористи, неговата радосна вест да ја каже на сите луѓе околу тебе. Ако не можеш да пееш како ангелите, како што вели ова песна, ако не можеш да проповедаш како Павле, ти можеш да кажеш некој за љубовта Христова, дека тој пострада за тебе, дека пострада за луѓето и да бидеш во негова служба.